Се надевам дека сите учесници се вклучени, дека може понатаму да продолжиме со агендата. Следното излагање е на тема иновација наспроти традиција, зошто да се користи индивидуално насочен пристап. Пред да започнеме, со вас ќе ја споделам кратката биографија на магистер Ивана Василевска-Петровска. Магистер Ивана Василевска-Петровска е подпредседател на Македонското научно здружение за аутизам со 10-годишно практично искуство во специјалната едукација и рехабилитација. Нејзината област на специјализација се состои од аутистичен спектар, особено социједукативните интервенции за деца и млади. Таа ја разви и евалуираше првата компјутерски асистирана интервенција на македонски јазик за напредување на емоционалното разбирање кај деца од спектарот наречена Учиме емоции. Во последните години таа продолжува да работи во областа на социјалниот развој, како примерен первазивен предизвик кај состојбите од аутистичниот спектар, развивајќи АСП програмата за развој на социјални вештини и позитивно родителство наменета за деца со аутизам и нивните семејства. Истовремено ангажирана како истражувач и тренер во меѓусекторскиот меѓународен проект Аутизам ПЦП за поддршка на социјалната инклузија на лицата со аутизам, кој развива методологија и алатки за воведување на индивидуално насочено планирање за лицата со аутизам на повеќе нивоа. Нејзините научни трудови и одржани презентации може да се најдат на Уким Академија Еду _коса Ивана Василевска. Сега ќе може да започнеме со предавањето од магистер Ивана Василевска-Петровска. Повелете. Ти благодарам, Андреја. Здраво на сите од мене. Добар дојдовте назад од постапаузата. Се надевам дека се одморивте, може се напивте кафе или едноставно вода. Искрено се надевам дека А1 нема и мене да ме бойкотира во наредниве 45 минути, за да може полека да почнеме да ја отплеткуваме целата филозофија на индивидуалното насочено планирање. Сега пред да почнеме, би сакала, ако сте подготвени, да ми покажете некаква реакција од опциите за невербален фидбек долу на десната страна на Zoom-от. Значи, некој лайк или некаква друга реакција од тие што ги имате на располагање, за да видам едноставно дали сте тука, дали сте будни и дали се освеживте малку со полна концентрација за да продолжиме со наредниот дел. Ви благодарам за реакциите и ве уште некој не се вклучува. Започнуваме сега со вториот дел, односно иновација наспроти традиција. Зошто да се употребува пристапот на индивидуално насочено планирање. Ке зборуваме за еден традиционален пристап наспроти ова што во моментот го презентираме и што го развивме како дефинитивно иновација. Јас дури би рекла дека тоа е еден комплетно авангарден начин на гледање на попреченоста и на разбирање на поддршката за лицата со попреченост, а особено за лицата со аутизам, затоа што овој модел и претходно се користел. Видовме во делот за историјата на индивидуално насоченото планирање дека се користи одамна, но е развиен првенствено за лица со интелектуална попреченост и навистина на почетокот огромен предизвик било да се вклучат лицата со аутизам во ваков начин на планирање на нивната поддршка. Меѓутоа, сите поновите истражувања и напорите и на практичарите и на истражувачите да се најдат некои фасилитатори, некои олеснувачки фактори, да се минимизираат бариерите за учество на лицата во самиот процес, за да може ефикасно да се применува и кај нив. И од таа причина ова представува комплетна иновација не само за Македонија, туку и може да се каже и на овој дел од Европа. Конкретно и кај сите партнери вклучени во проектот, и тоа беше една од причините со што баш ова партнерство се формираше за да се развие ваков проект. И сега кога зборуваме за традиционален пристап, прво треба да разграничиме на што мислиме. Кога зборуваме за попреченоста и за моделите на гледање на попреченоста, моделот на разбирање на поддршката за лицата со попреченост, разликуваме главно два пристапи. И сигурна сум дека ви се познати. Тоа се медицинскиот и социјалниот пристап како две екстреми, да речам, на начини на гледање на работите. Теоретски пристапи, но и многу практични. Сега ќе ве замолам, доколку сте слушнале, сигурна сум дека имате одредено познавање од овие концепти, за кои што многу ми е драго дека и се повеќе се зборува во последно време.
да кренете рака, за да видиме докај сме и дали би требало да објаснуваме во поголеми, да навлегуваме во детали или да едноставно во интерес на времето да го прескокнеме делот кој што ги објаснува овие два различни модели. Презентацијата само да споделите. Молам? Презентацијата дали или подоцна сакате да споделите? Јас споделам, само да завршам со овој дел и ќе споделам затоа што тешко ми е кога имам споделен екран да ги следам сите учесници и нивните реакции. Еве гледам неколку лајкови. Дали некој би сакал да се вклучи на кратко да ни објасни сосема во кратки црти нешто што прво му паѓа на памет во однос на разликата помеѓу овие два пристапи. Значи, која е разликата помеѓу социјалниот и медицинскиот пристап? Еве гледам колешката Нада, слободно може да го вклучиш твојот микрофон и екранот и ти благодарам доколку си спремна да споделиш со нас. Еве, вака јас прво би кажала дека психосоцијалниот генерално се базира на невроразличноста, значи концепт на невроразличност и единствено значи на секое лице од спектарот, додека пак биомедицинскиот третман значи е основа на некаква диагностика која што генерално е симптоматска, односно ги третира симптомите кои што се поврзуваат со една индивидуа која што е од спектарот, вака во кратки црти. Така да, ти благодарам многу. Јас сега ќе предам на мојата презентација и ќе го искоментирам на кратко ова што го сподели со нас. Ти благодарам, Нада. Дајте ми некој лајк ако го гледате екранот. Се надевам дека е во ред. Добро. Се гледа. Во ред, ја го гледате насловот иновација наспроти традиција, на тоа ќе се фокусираме и зошто да се употребува овој пристап. Како што спомна и колешката Нада, социјалниот и медицинскиот пристап се комплетно различни, односно буквално се наоѓаат на два различни поларитети. Кога зборуваме за медицински пристап, зборуваме за нарушувања, за дисфункции, дефицити кај лицата, недостатоци, значи сето тоа се гледа и се бара во самата личност, додека пак во социјалниот модел бариерите со кои што се соочува лицето во однос на неговата партиципација и активно учество во секојдневието, се должат на недостатокот на социјална организација, односно на проблем во општеството. Тоа може да се каже дека е клучната разлика помеѓу овие два модели. Традиционалниот пристап, кој и како се уште е заставен кај нас, се однесува на тоа поддршката за лицата со состојби од аутистичен спектар да се врти околу дизајнирање на план, некаков план за услуги на кој што лицето треба да се прилагоди, без да се дадат некои значајни адаптации, да се направат прилагодувања кон незините или неговите потреби. Па како резултат на тоа, луѓето со состојби од аутистичен спектар не ја добиваат вистинската помош во вистинското време и не им било дадена можност самите да го обликуваат видот на поддршка која им е потребна. Традиционалниот модел на поддршка се базира на медицинскиот модел на попреченост, кој пак се базира на проценка на потребите на лицето, доделува сервиси или услуги за поддршка и во тој процес донесува одлуки за лицето, наместо да донесува одлуки заедно со него. Традиционалниот пристап, спомнавме дека започнува со проценка. Исто така и во процесот на индивидуално насочено планирање започнуваме со проценка и тоа е основата. Меѓутоа, во традиционалниот пристап проценката се однесува на дефицитите и недостатоците, односно проблемите кои треба да се решат со имплементација на планот за поддршка, нагласувајќи ги негативните страни на личноста, односно на ситуацијата во која што се наоѓа личноста,
Исто така и целите кои што се поставуваат најчесто произлегуваат од она што веќе го имаме на располагање во смисла на веќе постоечки сервиси и програми и потребите кои што произлегуваат од самиот план за поддршка направен на ваков начин. Традиционално целите се поставуваат тргнувајќи од сервисите што ги имаме развиено во општеството, што реално во нашето општество се многу малку. И гледаме што таа програма или сервис ќе може да му даде на лицето. Например, имаме програма во дневниот центар за изработка на некакви ракотворби. Ќе го сместиме лицето во таа програма 2 пати, 3 пати во неделата или секој ден во неделата и поставуваме цели, например, развивање на фина моторика, социјализација и слично. Тука ќе се навратиме и на прашањето за МКФ и тоа е одличен пример. Комисијата за проценка на функционалноста е пред се проценка на состојбата на лицето и таа не овозможува поддршка. Таа само прави скрининг, дава проценка каква е функционалноста на лицето и понатаму го упатува кон некои веќе постоечки развиени сервиси во општеството. Се уште сме на многу ниско ниво со развиени сервиси, меѓутоа работите течат и тоа во позитивна насока и покрај огромниот застој и така натаму. Меѓутоа и ова е огромна промена во нашето општество, а може да замислите, индивидуално насоченото планирање е сосема ново скалило во целиот тој процес. Значи, единствено нешто што имаат заедничко МКФ и индивидуално насоченото планирање е социјалниот модел на попреченост, односно начинот на гледање на попреченоста, затоа што за прв пат кај нас се води сметка и за околината на лицето, значи бариерите кои што произлегуваат токму од окружувањето на детето, а не од неговата личност и од неговата состојба. Индивидуално насоченото планирање се однесува на креирање услуги, односно планирање поддршка. Така што во таа насока не може ни да очекуваме од МКФ да применува пристап на индивидуално насочено планирање, затоа што МКФ воопшто не планира сервиси или услуги, туку едноставно ги упатува децата, родителите, лицата со попреченост, кои услуги би требало да бидат соодветни за нив. Сега, наместо да креираат нови сервиси или индивидуализирани услуги кои се прилагодени на потребите на лицето, како што е случајот со индивидуално насоченото планирање, овој традиционален пристап претпоставува дека лицето е тоа на кое самото треба да се прилагоди на можните недостатоци и мани на сервисите, да речеме терминот во кој што треба да се доаѓа, работите кои што таму ќе се случуваат, можеби лицето воопшто нема интерес за ракотворби или правење накит или не знам слични активности. Некои лица секако имаат таков интерес, меѓутоа ова е само еден пример дека многу малку се води сметка за индивидуализација на самите услуги. Во традиционалниот план одлуките секогаш се донесуваат наместо лицето, во негово име, наместо заедно со него. Во индивидуално насоченото планирање или во индивидуално насочениот пристап, лицето е во центарот на процесот и овде исто така мораме да се подпреме првично на проценка и ќе ги видите, ние развивме неколку различни видови на проценка кои што се однесуваат и на проценка на состојбата, односно на моменталното ниво на лицето, но и на буквално на неговата личност, односно неговите интереси, желби, визијата на родителите, она со кое што располагаат во нивниот круг на поддршка, неформалниот круг пријателите и така натаму. И исто така и проценка на ризици за овозможување на поголема независност, но сите овие проценки едноставно имаат за цел подобро да го запознаеме лицето и да донесеме одлуки како да ги намалиме срединските бариери, но и да му дадеме можност на лицето самиот или самата да прави избор и да донесува одлуки. Овој нов начин на размислување бара од нас да видиме што тоа лице сака да прави во животот, што би можел да прави, мора да се најде некаков баланс, да се оди со многу мали чекори, секако целите може да бидат најразлични, може да бидат и комплетно недостижни, но би требало да бидеме реални и да видиме која е активноста најблиска до таа што ќе му овозможи на некаков начин да го задоволи својот интерес или својата желба. И да развиеме програма околу лицето која што ќе му го овозможи токму тоа. Ова е комплетна промена во начинот на работа и во начинот на размислување и од таму со право мислам дека зборуваме за иновација
наспроти традиција. Исто така, традиционалниот модел скоро во целост се подпира на професионалното мислење при донесување одлуки. Сега со МКФ тоа делумно е променето, бидејќи се земаат во предвид и мислењата на родителите и на крајот родителот е тој кој што одлучува дали детето ќе посетува некаква услуга или сервис кој што му е предложен. Меѓутоа, главно професионалците донесуваат одлуки за тоа што е безбедно лицето да прави, што е опасно, например, и на ваков начин воопшто не се дозволува да се преземе ризик, со цел лицата со состојба од аутистичен спектар да имаат прилика да ги поместат своите граници и да постигнат поголема независност и самозајакнување. Секако ова се должи и на обврската на професионалците тие самите да се заштитат од ризик, бидејќи сето тоа може да има последици и по нивното работно место, но на крајот ваквата презаштитничка практика се покажува како контрапродуктивна. Ова воопшто не зачудува, бидејќи важи и за деца со типичен развој, значи колку повеќе ги заштитуваме и колку повеќе им ја одземаме контролата, толку повеќе им го отежнуваме нивниот раст и развој и ја одложуваме ја спречуваме таа нивна независност. Повеќе информации како да овозможиме безбедно преземање на ризик ќе добиете во 4-тиот дел од втората единица на овој модул, значи во текот на последната презентација од денешниот ден. Зошто да индивидуализираме? Индивидуализацијата или персонализацијата значи соодветно да се дизајнира нешто кое што автоматски ќе ги отрази потребите на личноста и нејзините или неговите преференции. Се сеќавате на примерот со големината на чевлите, кој што го видовме во првата презентација, во поведот. Во областа на социјалната заштита и во областа на едукацијата се разбира, персонализацијата или индивидуализацијата се однесува на давање на луѓето уште повеќе флексибилност и моќ врз сопствените животи. Индивидуализацијата вклучува адресирање на желбите и очекувањата на сите луѓе на целата заедница, целото општество, за да се гарантира дека секој има пристап до најдоброто знаење, до најдобрите совети и активизам за да може да донесе информирани одлуки и да направи информиран избор во врска со помошта која што му е потребна. Ова вклучува осигурување дека преференциите на лицата за тоа како нивните потреби ќе бидат задоволени се испочитувани и тие имаат пристап до универзални услуги како што се патување, рекреација, образование, сместување, здравствени услуги и така натаму. Важните иновативни аспекти на индивидуално насочениот пристап може да се резимираат со овие 4 зборови: индивидуализација, инволвираност, флексибилност и континуитет. Тие се применуваат на различни начини кога се дизајнира програма во согласност со индивидуалните потреби и капацитети на личноста и исто така во однос на срединските аспекти кои што треба да бидат земени предвид. Сега ќе ги видиме поединечно секој од овие аспекти. Индивидуализацијата се однесува на тоа дека личноста е секогаш во центарот на планот, со незините или неговите капацитети и потреби. Таа е навистина клучна и секогаш мора да биде земена во предвид. Планот треба да биде индивидуализиран не само во неговата содржина, туку исто така и во неговите методи, јазикот кој се користи и процедурите кои мора да бидат адаптирани на конкретната ситуација и на самата индивидуа, а со цел да се постигне максимален резултат и влијание. Инволвираноста во индивидуално насоченото планирање се однесува на тоа дека членови на семејството, пријатели и други луѓе блиски до лицето се сите дел од процесот на донесување одлуки. Во дизајнот на планот и во неговата имплементација треба да биде вклучени блискиот круг на луѓе на лицето со аутизам, за да може да се дизајнира подобар план. Професионалецот во тој случај мора да има улогата на фасилитатор, со цел да ги земе во предвид целокупните средински и емоционални варијабли во случајот за кој што се работи. Ова е клучна поента за да разбереме како планот да се направи и кои карактеристики треба да ги содржи. Суштината е во континуираниот фидбек од страна на сите вклучени страни, кој што ни овозможува да го обликуваме и да го оформуваме планот и сите негови компоненти на начин кој ќе гарантира постојана и ефективна поддршка за лицата со аутизам. Флексибилноста исто така е клучен аспект. Таа се однесува на тоа дека планот не е еднаш за секогаш даден. Тој мора да се адаптира и да биде адаптиран. Флексибилноста на планот зависи од капацитетите на сите инволвирани луѓе да го адаптираат дизајнот на планот согласно потребите и капацитетите на личноста со аутизам.
а планот треба да го обработи она што е важно за лицето од нејзина или од негова перспектива, со цел да се детектира што е потребно за лицето да биде првенствено здраво, да биде безбедно и да му возможи да прави промени и да донесува самостојни одлуки. Лицето ја има контролата во процес, а не планот. Тоа е многу важно да се нагласи, затоа и го повторуваме волку често. Тоа е едноставно нешто што се надеваме дека ќе го запамтите. Индивидуално насоченото планирање и дозволува на личноста да го контролира и да го менува својот план. Тоа е процес кој и овозможува на личноста да има свој план, бидејќи тоа е план за лицето, односно тоа не е план за лицето, туку е план на лицето. Тоа е план во собственост на лицето со попреченост. Исто така, јазикот кој се користи треба да биде флексибилен, треба да се фокусира на личноста и не треба да етикетира. Јазикот малку понатамо. Континуитетот во индивидуално насоченото планирање значи дека планот постојано се следи. Мора да се мониторира, да се проценува во текот на целото негово постоење и треба да се модифицира за да се подобрува и да се овозможи континуиран раст и развој на лицето со аутизам. На некој начин со оваа концепција проценката на ризик станува алатка за овозможување. Зошто? Затоа што ако седнеме сериозно да разгледаме некоја можност и да ги разгледаме сите поврзани ризици, има многу поголема веројатност да всушност го преземеме тој ризик, кој пак од своја страна ќе овозможи да се поместат границите на лицето малку подалеку и да му помогне тој или таа да стане понезависна и позајакната. Планот мора да остане жив, тој мора во континуитет да се менува, да се прилагодува и клучно е преку споделена обврзаност на сите членови, значи посветеност на сите вклучени чинители и преку холистички пристап кој што го ја зема целокупната средина во која што се наоѓа детето, сите аспекти од неговата личност и од неговата средина. Нагласивме дека во овој процес контролата ја има лицето. Процесот не е контролиран од страна на професионалецот или од страна на самиот план. Тоа го сугерираат и 4 аспекти кои што треба да ги запамтиме: индивидуализација, инволвираност, флексибилност, континуитет. Значи, индивидуално насоченото планирање и дозволува на личноста да го контролира и да го менува својот план, бидејќи тоа е нејзин план. Во однос на флексибилноста, кажавме дека јазикот кој се користи треба да биде флексибилен, треба да се фокусира на личноста и не треба да етикетира. Индивидуално насочениот јазик кој го користиме треба секогаш да ги става луѓето на прво место. Значи, започнуваме секогаш од личноста, а етикетите, доколку постојат етикети, тие доаѓаат потоа, бидејќи во суштина ние може да етикетираме, да обележуваме кутии, да одбележуваме тегли, но не можеме да одбележуваме луѓе. Се сеќавам на една приказна која што беше споделена на еден од нашите состаноци на овој проект, додека ги развивавме сите овие материјали, и мислам дека е нешто што никогаш нема да го заборам и секогаш кога имам прилика го спомнувам. Го сподели една колешка со навистина богато животно искуство, Анџела Винстенли, која се надевам сигурно ќе имате прилика и да ја запознаете на завршната конференција на овој проект. Се работи за едно момче кое што кога ќе го прашале како се викаш, тој одговарал: јас сум Џон, мојот аутистичен син. И тоа е поради тоа што неговата мајка постојано така го представувала пред сите. Ова е Џон, мојот аутистичен син. И тој верува дека неговото име е Џон, мојот аутистичен син. Што е навистина тажно. Значи, етикетата е дефинитивно закачена за неговото име. А начинот на кој што ние зборуваме всушност го дефинира начинот на кој што ја предаваме контролата во рацете на личноста, од професионалецот во рацете на личноста. Затоа што контролирањето не обезбедува поддршка, контролирањето не ги поврзува луѓето и не промовира независност. Контролата останува во рацете на оној кој што се грижи за лицето, во раце на родителот, професионалецот, клиничарот, терапевтот, било кој. Затоа мора да се осигураме дека јазикот е индивидуално насочен. Што значи тоа? Јазикот треба да биде едноставен, лесно разбирлив, индивидуализиран според сопствениот метод на комуникација на лицето. Личноста е во центар, личноста има контролата, и тоа во областа кај лицата со аутизам, што би можело да значи во однос на тешкотиите кои тие ги имаат во комуникацијата. Например, може да слушнеме нешто како да му помогнам на Дамјан да се истушира.
Дали е тоа индивидуално насочен јазик? Да, тоа е индивидуално насочен јазик. Додека јазикот на контрола, кој што го слушаме многу почесто, би бил да го истуширам Дамјан. Или јас ќе јадам со Дамјан, наспроти јас ќе му дадам на Дамјан да јаде, или ќе го хранам. Разликата е во правење работи со луѓето, а не за луѓето или правење некои работи на луѓето. Јазикот треба да биде неклинички, не медицински, да биде во функција на поддршката, да тргнува од поддршката, а не од правење работи за личноста или на личноста и да се дистанцира од клиничкиот јазик, односно од медицинскиот пристап. Токму затоа и го промовираме терминот состојби од аутистичен спектар, наместо аутистичен спектар на нарушувања, кој е дефинитивно терминот кој што се користи и треба да се во клиничката пракса и во медицината. Меѓутоа, овде зборуваме за социјален начин на гледање на попреченоста, јазик кој што нема да етикетира, навистина нема потреба постојано да зборуваме за нарушувања, затоа што едноставно начинот на кој што зборуваме за луѓето ги одредува и нашите очекувања од нив. И во суштина очекувањата од лицата со аутизам се многу мали, што според мене и според овој пристап е сосема неправедно. Јазикот треба да се фокусира на личноста и не треба да содржи жаргон, етикети или осуда. И повторно во однос на лицата со аутизам, имајте предвид дека лицата со аутизам може да користат многу специфичен начин на комуникација. Што мислите вие? Какви специфики има во однос на комуникацијата кај лицата со аутизам? Каков јазик би требало да користиме? Можете да споделите во четот или да кренете рака. Слободно може да ни напишете во четот ако не сакате да вклучувате микрофон или камера. Сигурна сум дека сте добро запознаени со имате искуство во работата со лицата со аутизам. Колешката Василевска Петровска одлично ве разигрува, ама вие изгледа сте заморени веќе. А што ќе правите? Имаме уште 3 презентации. Еве колешката Дупјачанец Николовска. Да, повели. Во делот на начинот на кој што поддржувачот се однесува со детето или генерално кој очекувањето за начинот на користење на јазикот во комуникација ме интересира, во која насока ви е поставено прашањето, затоа што генерално во рамки на едно индивидуално насочено планирање, значи јазикот на кој што би требало да се обрати поддржувачот или фасилитаторот е значи едноставно, кратко, без многу дополнувања, значи представки, додавки во комуникацијата, затоа што на тој начин значи ја отежнува комуникацијата со лицето. Од друга страна, значи начинот на комуникација зависи од индивидуата, значи на кој што е наменет индивидуално насочениот план, затоа што ако имате високофункционално лице од спектарот, нели, има поприлично добро развиен говор, значи богат вокабулар, кој што веројатно ќе е помала бариера во делот на развој на некаква комуникација, меѓутоа генерално треба да бидеме поприлично конкретни во делот на насоките и поддршката која даваме. Значи комуникација во насока на поддршка, не комуникација во насока на контрола. Така. Ти благодарам. Имаме и еден коментар во четот на едноставно изразување без употреба на двосмисленост од Марина Ристовска. Ви благодарам за споделувањето. Дефинитивно е така, јазикот и така треба да биде индивидуално прилагоден и во насока на изработка на планот. Значи, за да го изработиме планот, ние мора како фасилитатори да го вклучиме лицето со аутизам во планот, да ги слушнеме неговите мислења, неговите ставови, да го поддржиме преку начинот на комуникација кој што на него му е најприфатлив, да направи избор, да донесе некаква одлука, едноставно да каже што мисли, што сака. Сето тоа треба да биде индивидуално прилагодено
Имаме уште еден коментар, едноставен разбирлив јазик, подржан со слики, така е, визуелна поддршка, доколку е потребна, може да биде многу корисна во комуникацијата со лицата со аутизам. Мора да навистина да размислиме за комуникацијата како елемент на индивидуално насоченото планирање со луѓе со аутизам. Например, многу луѓе се подобри во визуелната комуникација, така што мораме навистина да знаеме кој е нивниот метод на комуникација и кој е начинот да оствариме диалог со нив. Јазикот би требало да биде лесен, разбирлив за читање, секако придружен со визуелна поддршка ако е потребно. Различни степени на визуелна поддршка постојат кои се соодветни на различните нивоа на разбирање и на различните нивоа на комуникацијскиот развој кај лицата со аутизам. Сега ќе видиме една илустрација токму за упатство изработено на таков лесно разбирлив јазик, пристапен за лицето за кое е наменето упатството, за да му помогне активно да се вклучи во изработката на сопствениот план и во процесот на имплементација на планот. Може сега малку да... Five key parts of Само да го прилагодам споделувањето. person-centered planning, an easy read guide. Part 1. The people who support you should know you really well. Ивана, се извинувам, но се уште стои PowerPoint презентацијата. Така, а гласот се слуша? Да, гласот се слуша, но нема ништо на видео прикажано. Добро, ќе исклучам, ќе се обидам повторно. Денес дефинитивно технологијата не е на наша страна. Да. Се надевам сега е во ред. Не споделувам. Гледа видеото, си гледа. Се гледа сега? Да. Добро. They should know what your goals are. Ќе го пуштам од почеток затоа што мислам дека не го видовме тоа што. An easy read of person-centered planning, an easy read guide. Part 1. The people who support you should know you really well. They should know what you like and what you do not like. They should know what your goals are. They should know what worries you. They should know about your family and your friends. Part 2. The people who support you should give you information that helps you make choices. Tell the people who support you what you want. If you are having a hard time deciding what you want, you can ask for more information. You can ask people you trust for ideas and advice.
Part 3. The people who support you can help you be a part of your community. They can help you meet new friends. Part 4. Friends and family can also be people who support you. People who know you well can help you make choices. They can help you figure out what your goals are. They can help you do things to reach your goals. You can have friends and family at meetings about your support plan. Part 5. You can make choices for yourself about your service plan. Tell the people who support you what is important to you. Tell them when you want to try something new. Tell them when there is something in your plan you do not like. You just watched 5 key parts of person-centered planning, an easy read guide. What would you like to do now? Тоа беше водичот на лесно разбирлив јазик. Сега пред да продолжиме, ќе ми дозволите само една секунда да го поставам пак мојот екран. Во ред. Се извинувам. Зошто да користиме индивидуално насочено планирање? Според серија на спроведени истражувања и студии, индивидуално насоченото планирање води кон позитивни промени за луѓето, особено во однос на вклученоста во заедницата, нивните врски и изборот. Серија на истражувања го потврдуваат ова. Главната од нив, главната студија е спроведена од Робертсон и соработниците во 2005 година како дел од истражувачката иницијатива за тешкотии во учењето. Ова се смета дека е базата од која произлегува поддршката за индивидуално насоченото планирање како метод базиран на докази. Всушност, најголемата евалуација на резултати од индивидуално насоченото планирање до денес е предводена од страна на Робертсон. Лонгитудиналната студија која опфатила 93 лица со тешкотии во учењето во текот на 2 години на 4 различни места во Англија, проучувала колку е индивидуално насоченото планирање изводливо, ефикасно и колку чини. Робертсон одбрал една општина во внатрешноста на Лондон, една голема рурална област и област. Местата биле одбрани врз основа на нивната примена на индивидуално насоченото планирање, но селекцијата имала за цел да опфати повеќе различни демографски, културни и економски класи,
Например, едната општина била генерално богата, другата била мешана општина, но била опфатена и многу сиромашна област, која што се наоѓа во 10% на најсиромашни области во Обединетото кралство. Учесниците во оваа област биле првите 25 луѓе на кои им бил понуден индивидуално насочен план. Тие биле хетерогена група на луѓе со различни степени на интелектуална попреченост на возраст помеѓу 6 и 86 години. Робертсон поставил 3 истражувачки прашања: како влијае воведувањето ИНП на животните искуства на луѓето со тешкоти во учењето. Во оваа фаза била обезбедена обука и поддршка. Истражувачите ги следеле првите 25 субјекти во текот на 2 години со помош на интервјуа и прашалници. Понатаму второто прашање се однесувало на трошоците кои што се поврзани со воведување на индивидуално насоченото планирање, каде што истражувачите документирале трошоци за ИНП во текот на развојот на планот и во имплементацијата на планот, но го мереле и импактот на индивидуално насоченото планирање врз чинењето на целокупната поддршка за тие 25 субјекти. Кои организацијски фактори го попречуваат или го фасилитираат воведувањето на индивидуално насоченото планирање и неговата ефективност? Ова е третото прашање кое што го документирале. Кажа, мама. На тата. Му кажа? Замолам мјут. Добро, ова го документирале преку интервјуа со менаџери и практичари на локациите кои што ги спомнавме, преку разгледување на релевантна документација и присуство на релевантни состаноци на организациите. Резултатите од истражувањето биле навистина зачудувачки. По воведување на индивидуално насоченото планирање, најмногу биле афектирани следниве 6 области. Се увидело дека има зголемување во социјалните мрежи на луѓето од 52%, понатаму 140% зголемување во семејните контакти, 40% зголемување во односите со пријателите, 30% зголемување во активностите во заедницата, 33% кај планираните дневни активности и најголемото подобрување или напредување било забележано за правење избор, каде што се забележале дури 180% зголемување. Сега ќе видиме приказната на Лука, која што многу убаво го илустрира влијанието кое индивидуално насоченото планирање може да го има во менување на нечи живот. Заедно со 70 други лица, Лука посетувал голем дневен центар. Таму персоналот го опишува како немотивиран, срамежлив, кој изгледал дека ужива кога е сам. Иако имал желба да помага во кујната, тој најчесто спиел најголем дел од денот, што представувал проблеми за него и за неговото семејство. Лука го започнал својот индивидуално насочен план во 2015 година и како резултат на тоа го напуштил дневниот центар. Сега тој добива поддршка од лични асистенти во заедницата. Тој пазарува со мала поддршка, користи јавен превоз, оди во теретана и започнал да готви. Исто така тој е член на локалната библиотека и се обидел и да игра фудбал. И покрај тоа што се испоставило дека овој спорт не е добар избор за него, Лука бил доволно сигурен во себе да им каже на своите асистенти дека повеќе би сакал да игра снукер. Лука има поголема контрола сега врз својот живот и прави работи кои што го прават него среќен, но и неговото семејство. По индивидуално насоченото планирање, Лука игра редовно снукер во локалниот клуб, бидејќи тој самиот одбрал да го прави тоа. Сега повторно ќе видиме една друга приказна на момче кое што исто така користи индивидуално насочен план. Еве вака. Ова е приказната за Ендрю. Дали може да го видите? Не само презентацијата и некој звук се слушна на кратко. Да, не, јас го гледам и го пуштив, ама гледам дека не е... мислам дека сега ќе биде добро. Person-centered plan brings together all the stakeholders in the individual's life
Микрофонот само вклучи го, Ивана, за звукот да го слушаме. Се извинуваме, еве повторно го споделувам сега видеото. Things that are important to the person, and then it helps narrow down information so that the employment consultant can get really focused on tasks and types of industries so that by the time they're exiting the transition program, they have great gainful employment. Држам обука сега, знаеш за Person-centered plan would be important. I'd heard about it. I wasn't really sure what it was, but I kind of heard about it and thought, this would be a good idea to check into, and really it is, it helped us focus on what his dreams, what his goals, what his ambitions were. I got together important people in his life, and I think it kind of gave us an idea of how to move forward from being a teenager into adulthood, which is kind of a scary thing. A person-centered plan and discovery really go hand in hand together. The exploration process ties right into all the things that have already been mapped out for the student that highlight the skills, interests, so it really helps narrow down the process for the employment consultant that then is going out to the field to find that paid position for the person. I feel I got that duty. Yeah, and you did it. Yeah, here you are. Се враќаме назад. Се надевам немавте пречки во гледање на видеото, само да го исклучам ова. Се извинувам што се вмешав со разговорот мој приватен, ама вака кога работиме од дома, се може да се случи, особено кога имате мали деца на кои што уште им сте неопходни. Иако никогаш стварно не е навистина нешто неопходно. Само да се вратиме на презентацијата, ќе вклучам и камерата за секунда. Ете така. Добро, некаде сме при крајот, но имаме уште неколку важни поенти. Колку чини индивидуално насоченото планирање, затоа што ова се вака многу убаво изгледа и звучи на вистина одлично, но дали би представувало некаков дополнителен товар? Знаеме дека и онака тешко се обезбедуваат услугите, но добрата вест е дека индивидуално насоченото планирање е релативно неутрален метод, има неутрални трошоци, заради ова тоа е и ефективна и ефикасна метода за подобрување на животните искуства на лицата со попреченост. Почетните трошоци
за индивидуално насочено планирање се нешто поголеми, но на долг рок се намалуваат заради тоа што постепено се градат локални капацитети, обуките за фасилитатори евентуално ги превземаат и самите провайдери на индивидуално треба да се подпираат на обуки од страна на консултанти кои што се скапо платени и ние дури и направивме на вистина голем напор да обезбедиме квалитетна обука која што ќе биде бесплатна. Просечните неделни трошоци генерално се зголемиле за 2,2%, но тоа не било земено како значајно зголемување до тогашните трошоци. Имплементација на индивидуално насоченото планирање. Идентификувани се некои фактори кои делуваат како олеснувачи, кои ја подобруваат имплементацијата на планирањето. Овие фактори ја олеснуваат позитивната имплементација и се како најзначаен предиктор за успех се покажало дека е посветеноста на фасилитаторот. Исто така планирањето било поефикасно кога луѓето имале време посветено само за тоа и ја прифаќале својата улога во планирањето, значи планирањето би требало пожелно е да биде дел од формалните работни задачи на фасилитаторот, значи тоа да биде професионалец, но не се исклучува можноста и родителите членовите на семејството да бидат во улога на фасилитатори. Ако лицето со попреченост имало можност да го води планирањето, исто така тоа доведувало до позитивен импакт, тоест вклученоста на лицето во планирањето е еден од олеснувачите во процесот. Освен тоа, позитивен импакт имало и постоењето на тим фокусиран на индивидуално насочено планирање, како и активно вклучување на менаџерите во планирањето. Импликациите кои произлегуваат од претходно наброените фактори се однесуваат на две работи. Менаџерите треба да си одберат тим и персонал кој навистина верува во индивидуално насоченото планирање, затоа што ова, верувајте, е огромна промена во начинот на кој што гледаме на попреченоста и секако соодветно да го применуваат. Професионалците мора да одлучат како самите ќе придонесат во развојот во имплементацијата на планот и во развојот на лицето. Тоа значи дека тие активно треба да бараат начини како да придонесат во индивидуално насочениот процес за да овозможат подиректни промени, позитивни промени. Модел на оваа тема е илустриран во третиот дел од втората единица на овој модул, нешто што исто така ќе го слушнете денес. Директните импликации за менаџерите се однесуваат на тоа дека тие треба да изберат и да поддржат соодветни фасилитатори и да развиваат тимови за индивидуално насочено планирање. Како заклучок, генерално може да кажеме дека индивидуално насоченото планирање се базира на докази за неговата ефективност и треба да биде земено предвид од страна на професионалците кои што работат во социјалната заштита и во образованието. Секако постои можност тоа да се примене од страна на некоја независна организација, независна агенција која што ќе ги поврзе овие сектори и ќе овозможи еден континуиран план, една континуирана поддршка што ќе започне во образованието, можеби уште во градинката, во раниот детски развој, па ќе продолжи понатаму и во социјалната заштита. Секако постои потреба за понатамошен развој на индивидуално насочено планирање, но потенцијалот кој го има овој пристап е огромен и треба секако да се работи на негово понатамошно развивање и унапредување, кое што единствено е можно само преку фидбек од праксата. Главната поента е дека овие прашања не представуваат многу големи тешкоти за администраторите и професионалците и дека тие треба да го земат предвид индивидуално насоченото планирање и индивидуално насочениот пристап кога ја планираат својата работа, бидејќи веќе постојат докази дека индивидуално насочениот пристап прави позитивна разлика за лицата со попреченост. Ова се двете истражувања кои што ги спомнав од страна на Роберсон, ќе ги добиете овие презентации и ќе можете, ако сакате, да ги погледнете дополнително овие истражувања. Тоа е крајот на мојата презентација. Многу ви благодарам за вниманието и може да преземе Андреја. Ќе го исклучам сега мојот екран. Нешто многу бавно ми оди, немам контрола на маусот. Ама ќе се обидам. Ако може Андреја да го исклучи мојот шер. Се исклучи сега. Ви благодарам многу за интересното излагање. Навистина беше корисно да се запознаеме за зошто треба да се користи индивидуално насочениот пристап. Сега повторно, доколку имате прашање или коментар,
ќе можете да се вклучите во дискусијата. Како и претходниот пат, можете да се вклучите или со поставување на прашањето во четот или пак со вклучување во живо. Ќе почекаме да видиме дали има некој кој што е заинтересиран да се вклучи. До сега немаме ништо во четот, а и во participants, како што гледам, нема никој кој што има кренато раче. Па тогаш мислам дека можеме и да преминеме и на пауза. Може да продолжиме. Да. Еве, има само благодарност во четот, така што мислам дека може да преминеме на кратка пауза од 10 минути и се гледаме повторно во 20 часот и 28 минути. Еве, има едно прашање од господја Стефанија Богдановска, која што прашува дали има одредено возраст од кога применува и до кога. Дали мисли Стефанија, колешката на ова за проценката за ризик? Да. Вака, значи јас тука би ја повикала Ивана, за да може да и таа да ме надополни околу возраста на децата која што може да се земе за проценка на ризик. Тука сум, да, ве следам. Нема некој ограничување на возраста, затоа што проценката на ризик може да биде се прекине во било која возраст, исто како и овој индивидуално насочен пристап, значи нема никакво ограничување во возраста, со тоа што може би поприменливо е за повозрастните, затоа што токму во поодмината возраст имаат лицата со попреченост и поголема потреба да им се допуштат одредени ризици за да можат да ја развијат самостојноста, но не треба да се гледа така црно-бело на тоа. Децата треба да се учат од мали на независност и самостојност и да им се дозволуваат одредени ризици, па дури и да падне, значи, како што каже Александра, тривијални ризици се дозволени и се пожелни за да нели може да се учи од нив и да се развива личноста. И друго многу важно што уште од мали треба да ги поттикнуваме децата со попреченост, мислам сите деца воопшто, но особено децата со попреченост е да прават избор и да најдеме начин на кој што тие можат да направат избор, да донесат одлука, почнувајќи од беззначајни некои секојдневни работи, за да биде тоа основа за понатаму само определување, за независност и за самостојност поголема. Океј, ви благодарам. Благодарам за прашањето. Да, професор се надоврзам. Некој друг освен колешката Нада. Не, јас имам сеќавање од едно претходно предавање, веројатно година дена пред ова предавање, кога добив одлична препорака од магистар Василевска по основ на минимизирање на ризикот. Таа во еден наврат рече секој пат, значи, проценета што претходеше на едно агресивно однесување, нели, вратете ја приказната назад, кој беше присутен, што се случи, пред детето да манифестира агресивност, која беше реакцијата на средината во таква една манифестација. Можеби тоа е уште една добра препорака за начин на минимизирање на ризикот, особено во најмалата возраст. И сега мене оно што ме интересира, веројатно, значи би требало како одговор да го добиам од Карагировска, се однесува на лиценцирани по основ на проценка на ризикот. Значи, некој треба да биде лиценциран за да направи проценка на ризик. И јас досега немам информација дека кај нас не имаме некој кој што е лиценциран по основ на проценка на ризик, ниту пак дека имаме во догледно време или ќе имаме провайдер кој што ќе даде можност, значи, да се формира некаков си тим кој што ќе нуди индивидуално насочено планирање како услуга или достапни фасилитатори. И уште едно прашање за крај.
веројатно се однесува на магистер Василевска, ме интересира кој е нивото на инволвираност и вклученост на фасилитаторот во едно индивидуално насочено планирање, или овој пат тоа е индивидуално и зависи од потребите и нивото на функционалност на поединецот. Ви благодарам за денешната енергија што ни ја дадовте, за да издржиме до крајот и на времето што го одвоивте. Ние ви благодариме на вас за вашето внимание и за трпението, зашто навистина долго трае ова и би било убаво да привршуваме, иако овие дискусии се многу важни и некако ни овозможува и сите ние да учиме од нашите искуства и да споделуваме мислења, затоа што тоа е единствениот начин како може да напредуваме. Во однос на прашањето за превенцијата, тоа исто така Александра го спомна, тоа се пресметува се воведува во равенката за пресметка на ризикот и од кога ќе се стават кога ќе се овозможат сите тие работи, кога ќе се внесат сите превентивни мерки, она што останува е ризикот кој што треба да се пресмета, нели ефектот со веројатноста, за да се види колку тоа нешто можеме да му го дозволиме на детето, колку не можеме, и кој би требало да донесе таква одлука. Навистина немаме ние лиценцирани професионалци што ќе прават проценка на ризик, токму затоа што индивидуално насоченото планирање не е воопшто воспоставено кај нас, ниту пак другите услуги што се достапни за лицата со попреченост се движат во оваа насока да размислуваат како да им го обезбедат тој овозможувачки ризик на лицата со попреченост. Најчесто тие се изолираат од сите настани случаи кај што може да се случи нешто предвидливо, почнувајќи од училишните приредби, каде што со секоја честна исклучоци нели ги има и такви, но во најголем дел детето со попреченост едноставно не се вклучува на приредба, на представа, зашто може да вика, зашто може да им пречи на другите, зашто може ќе направи нешто што не е по сценариото или така натаму, или на пример прошетка. Ние имавме еден стварно предизвикувачки проблем со една ученичка од моето училиште, јас доаѓам од посебно основно училиште, која што многу тешко можеше да се вклучи на излети или прошетки надвор од школата, затоа што имаше потреба да цело време да си зема онакви флаери, некои печатени материјали, многу сакаше хартија, зашто имаше навика да ги кине. И беше невозможно во зоолошка градина да ја однесеме, затоа што сакаше да буквално да провали во кукичката и да ги земе сите проспекти. Ама со соодветно планирање тоа не смее да биде бариера за детето да излезе надвор и да отиде во зоолошка. Тоа е целата поента на проценката на ризик. Мора да се да се постават сите услови така да се минимизира ризикот, да се договориме пред време, да нема хартија на излогот, да не ја привлече тоа, да биде например заклучена вратата, да влезе таа прва или последна, или не знам, може да се направат многу работи, или да си понесе од дома со себе доволно хартија за да си ја задоволи потребата и така натаму. Во таа смисла. Те молам да ме потсетиш сега последното прашање на што се однесуваше и полека да завршуваме, да се вклучи Андреја. Која е потребата, односно нивото на вклученост на фацилитаторот во... Да. Тој е централен, тој е тој што ја води работата, тој е тој што ја овозможува. Меѓутоа не е клучен, тој е само како насочувач. Многу се важни луѓето кои што ќе бидат во кругот на поддршка, за тоа ќе зборуваме на последната сесија и последната секако. Многу се важни луѓето кои што се присутни на состанокот да бидат соодветни, значи да веруваат во процесот, да веруваат во лицето, да имаат што да понудат и да се отворени и да пробуваат и да грешат и да се коригираат, затоа што како што кажавме планот е жив, но фасилитаторот е тој што треба да овозможи решавање на конфликти. Многу често луѓето што се на состанокот можеби нема да се согласуваат. Професионалецот ќе мисли дека нешто е добро за детето, родителите ќе речат не, ние не мислиме дека тоа е приоритет. Можеби детето пак ќе сака нешто трето или возрастното лице. И фасилитаторот е тука важен за да ги смири сите страни, да некако да ја води во конструктивна насока работата и да ги намали објективно да гледа на работите, да не биде толку директно инволвиран и да не ги доживува ниту лично, ниту пак толку емоционално, за да се извлече најголема корист за детето. Се надевам дека ти одговорив. Тоа исто и како приказната со Крис Макелрој.
со помошникот негов и важна е околината околу него, што го споменав во првата презентација. Така е. Добро, ви благодарам многу. Доколку веќе нема прашања во четот, гледам само дека има многу позитивен фидбек и многу ми е мило што секако обуката беше корисна. Мислам дека доколку нема други прашања, веќе можеме да ја затвориме денешната обука. Им се заблагодарувам многу на предавачите за нивниот труд вложен во обработка на овие теми од проектот Аутизам ИНП. Исто така ви благодарам и на сите учесници кои што учествувавте во оваа обука, исто така кои што се вклучивте и во навистина конструктивна дискусија. Се надевам дека сите вие сте во добро здравје и дека така ќе останете во идниот период и дека повторно ќе се видиме на вториот модул од овие мастер-клас обуки. Јас не би имала што да додадам повеќе, уште еднаш ви благодарам на вниманието и се надевам и последните сесии ќе бидат и вака успешни и корисни.